особена чест и задоволство што денеска во името на владата на Република Македонија и во моето лично име можам да ја се обратам и да ја поздравам оваа конференција. Почитуван министер во владата на Република Македонија, господин Зоран Шапорич, почитуван професор на Машинскиот факултет, колега Даме Димитровски, организатор и председател на конференцијата на Гредит, почитуван декан на Машинскиот факултет, почитуван декан на Технолошкиот факултет, почитуван председател на Балканската асоциација за екологија, господин Џабир Замбат, почитувани колеги, почитувани дами и господа, јас ќе почнам со една секвенца, со една изјава на Чарлс Дарвин, кој што рекол дека во светот не преживуваат или во текот на историјата не преживуваат најголемите, најинтелигентните, не преживуваат тие кои што се најсилни, него преживуваат тие што се најприлагодливи. Ние требе како мала држава да препознаеме кои се промените во светот, за да можеме да преживееме и да бидеме прилагодливи на таквите промени, за да можеме да тоа го оствариме. Ова мисла веројатно важи за сите, а уште повеќе за малите држави. Ние сме мала држава и како таква уште повеќе треба да ја применуваме. Кога зборувам за прилагодување кон новите технологии на одржување на човечката животна средина и за новите прилагодувања кои што треба да ги направиме во новите технологии кои што тоа го прават на квалитетен начин. Практично сите сме сведоци како климатските промени, како условите на промените во светот во делот на климатските промени и како еколошките промени во светот, практично како животната средина не предупредува сите нас од време на време. Но за жал, често пати откако кризата ќе помине, сите на тоа забораваме и продолжуваме да живееме нормално. Но нормално само до следната криза, која што ќе стане уште поголема и пострашна, доколку не почнеме према нејзе да действуваме. Имав состанок за програмирање на ИПА фондовите пред известно време со господинот Никола Бертолини, на кој што се обидовме да добиеме 19 милиона, 18 милиона поточно и нешто евра за делот на туризмот како грантови од Европската комисија, и тој многу внимателно и прецизно не предупреди, вика, убаво ќе зборуваме за туризам, ама прво треба да исчистиме ѓубрето. Значи, практично, ние во нашата држава треба да се определиме кон похрабри и попрецизни чекори во решавање на проблемите од животната средина и животната околина. Ние сме држава и треба тоа да го споделиме и јасно да го кажеме, во која што само 18% од населението има пристап до канализациони системи. За каква екологија и за каква заштита на животна средина ние зборуваме. Значи, од таа причина, ние мораме да направиме неколку храбри чекори. Првиот храбар чекор е да се реши проблемот со дивите депонии и не само со дивите депонии, него и со организираните депонии на смет практично во државата и затоа, за разлика од тоа што сега беше оставено да секоја општина посебно се грижи за овој проблем, се договоривме во рамките на владата да направиме регионален пристап, бидејќи видовме дека мала држава како Македонија со 80 општини, ни една од нив нема капацитет да се справи со тој проблем и затоа ќе направиме 4 регионални депонии во кои што со помош на ИПА средства, со помош на средства од владата на Република Македонија, веројатно и со јавно-приватни партнерства, ќе направиме организирано собирање на сметот во Република Македонија и негова преработка. Негова преработка се до крајните субстанции кои што од тоа може да произлезат. Јас како професор на Машински факултет многу јасна ми е технологијата, не сакам сега да го одземам вниманието ваше, а покотоа не сакам на стручњаци како вас да им кажувам кои се тие технологии, бидејќи вие тие ги знаете подобро од мене. Значи, прво мораме тоа да го решиме. После тоа мораме да го решиме проблемот со отпадните води. Значи, мораме да го решиме проблемот прво да отпадните води бидат собрани во организиран канализационен систем. Реков само 18% имаат пристап кон тоа,
што значи требе во тој правец да се оди и нормално тие отпадни води да се пречистат пред да бидат испуштени во природните водотеци. Во таа смисла, значи, посветени сме на решавање на проблемот на пречистителна станица за отпадни води во Скопје, како најголем град во Република Македонија, а воедно и во останатите општини каде што за тоа има потреба. Можам само да ви кажам дека, например, градот Велес се напојува сега од езерото Лисиче, кое што го полни река Тополка, а над река Тополка има големи села кои што имаат 10.000 жители, кои што практично немаат решен проблем на отпадни води и собирање на смет. Практично сето тоа оди во езерото, а оттаму натаму секако во градот Велес. Вие можете да правите колку сакате пречистителни станици, да трошите колку сакате пари за решавање решавање на последиците, да речеме, меѓутоа доколку не ги решите причините, вие не сте го решиле проблемот. Затоа треба да почнеме да ги решаваме причините за овие работи. Што се однесува, значи, до пречистителните станици, ќе се обезбедат средства. Секако екологијата е секогаш прашање на пари. Кога викаме прашање на пари, значи треба да се обезбедат ресурси. Затоа се договоривме во рамките на владата да оние 40 милиона евра кои што требеше да се гради аеродром во Штип, кој што испадна дека нема никаква физибилност, односно дека да имате два аеродроми на 30-40 километра растојанија, притоа и поради ружата на ветрови и микро, да речеме, географската положба на Штип, се покажа дека штипската подрачје не е соодветно согласно меѓународните стандарди за градба на аеродром, а од друга страна ТАФ, значи операторот на аеродромот во Скопје, имаше обврска да направи таква инвестиција. Ние, се разбира, не сакаме да го ослободиме од таа обврска и затоа сакаме, односно бараме од него, да тие средства над 40 милиона евра бидат уплатени во буџетот на Република Македонија. Од буџетот на Република Македонија ќе бидат искористени исклучиво за еколошки проекти, односно за пречистителни станици и организирање на депонии. Тоа е она што владата може да го направи. Останатото требе да го направат научниците, односно да ја кажат на владата како тоа треба да се организира и како треба ние најпаметно да ги искористиме тие средства. Оттаму е и моето задоволство што денеска дојдов да во името на владата ја отворам оваа конференција, односно се обратам до сите вас и да ве замолам за помош да ни ги кажете најновите технологии во светот, бидејќи само на овакви конференции можеме да добиеме информација за тоа. Владата блиско ќе соработува со било каква конференција која што ќе биде организирана во Република Македонија од овој тип. Јас ја користам оваа прилика да му честитам на колегата Даме Димитриевски за организацијата на оваа меѓународна конференција, на која што учествуваат научници од 20 земји и на која што ќе бидат презентирани над 170 трудови. Јас се надевам дека добар дел од тие трудови ќе бидат апликативни во насоката која што сега ја зборувам. Ви посакувам на сите добра работа, успешна работа во наредните денови и ви благодарам за вниманието и поканата да се обратам на овој сот. Благодарам.